Здраво на сите, јас сум Нела. А јас сум Елена. И добродојдовте во подкастот Ти си следе. Имам прашање за двете. Што научивте во Саба што никогаш нема да го заборавите? Јас бев говорила дека овде најголем фактор ни е социјализацијата, од самото одење на проекти до нашата практична настава и наставата во училиште. Па мислам дека тоа се сведува на проширени контакти со луѓе, многу нови познанства и многу нови искуства од различни проекти кои сме ги посетиле. За мене најголем удел имаше тоа што имаме попрактична настава и тоа ни овозможува од нас учениците за предметот на маркетинг да се запознаеме како да се справиме во иднина со маркетинг стратегии, маркетинг истражувања. Еден ден ако отвориме наши бизнис компании да знаеме како да се справиме со сите предизвици и недостатоци кои ги нуди пазарот. Кој предмет најмногу би го сменил начинот на размислување и зошто? Мислам дека би ги издвоила стручните предмети. Сите предмети кои ги имам овде во Саба, значи тоа се за нашата насока бизнис, маркетинг, сметководство, меѓународен бизнис, трговско право и слични предмети кои што кажа мојата соученичка, многу ни помагаат за да изградиме некое почетно искуство доколку работиме во иднина во некој компанија или отвориме наша лична компанија. Многу промени направија нашите практични и стручни предмети, како маркетинг, сметководство, финансиско работење и слично. Тие ни овозможија низ текот на сите овие 4 години да научиме и да се запознаеме како возбудлива економија работи и функционира во денешната ера. Кој е вашиот најголем сон во моментот? Мислам дека како следен чекор сега го планираме факултет од истата насока која изучуваме во Саба, а потоа мислам дека следи некоја успешна кариера или професија која сите ја очекуваме, така да мислам дека тоа е за мене. Мојот еден сон и најголем сон е да завршам високо образование и да бидам успешна во работата и струката што ќе работам во иднина. Што би кажале на себе си кога сте биле прва година? Јас мислам дека само што дојдовме во училиштето бевме мали, исплашени, неискусни, но дефинитивно после 4 години би рекла дека не треба да испуштаме ни една прилика од проекти, од социјализација, се што ни се нуди, бидејќи се уште ми е мило за сите проекти на кои што сум била, отколку на 2 или 3 кои што сум пропуштила. Кога дојдовме прва година, бевме возбудени и поисплашени ученици за тоа како ќе се одвиват настаните во текот на иднината, но ово училиште ни нуди доста позитивни страни, бидејќи учествуваме на различни форуми, презентации, проекти, па така се опуштивме и станавме по успешни ученици. Кој ви е најнезаборавниот момент во 4 години образование во Саба? Јас мислам дека покрај секојдневните смешки и интеракции кои имаме овде во училиштето, би ги издвоила сите моменти поминати на нашите проекти надвор од државата, каде што се случуваат 1000 хаоси околу превоз, смештај, па сме во нов град и истражуваме и мислам дека тоа села ќе ми остане најинтересно. Најнезаборавните моменти во текот на овие 4 години се сите тие Erasmus проекти каде што сме учествувале, каде што сме стекнале нови пријателства, нови искуства и сме прошетале низ земјите во целиот свет, но од друга страна добри интересни моменти имаме и на екскурзиите на кои што сме биле досега. Христијан, што би му кажал на себе си кога беше прва година? Доаѓајќи у Саба, мислам дека тогава почна и по да се стресирам во животот. И јас што би кажал на мојот првогодишен себе, ја би му кажал да се опушта малце и да не се стресира толку за животот. Супер! Ако можеш да избереш една професија без ограничување, која би било? Ја дефинитивно кувар би бил. Кој е твојот најголем сон во моментот? Во моментот мојот најголем сон е да си го живеам животот што сакам да го живеам, без разлика од работата што ја имам, без разлика од врските и да пробам да ги минимизирам, а па да можам да живеам комфортен живот.
И што те прави поразличен од другите? Мислам дека на крајот на денот сите имаме исти цели и сите сме исти, но ја мислам дека тоа што ако мора да бидам конкретен што ме прави поразличен е тоа што јас имам поголема иницијатива за како сакам да живеам. Кристијан, што беа твоите очекувања кога се запиша прва година во Саба? Па ја уште како 9-11 кога се запишав, немав многу очекувања, кои уште не знаев што се уствари прави во средна школа, но тоа кога дојдов во Саба, уште во првите месеци ми покажа што сакам да учам, кои ми се целите за мојот живот, што сакам да постигнам и кои предмети ме интересираат, ми отвори нови врати за комуникации, за конекции и за искуство што не сум знаел дека може да ги добивам и тоа е повеќе од очекување. Дали тие очекувања се исполнија? Да, дефинитивно, 4-та година сум сега, бил сум на доста проекти, доста искуства сум имал, правил сум доста различни, имал сум доста различни пракси и сум сосема задоволен за тоа што сум стекнал знаење. Кое е твоето најубаво искуство во Саба? Па, искрен да бидам, моето најубаво искуство во Саба е тоа што имам прилика да одам на различни проекти из различни држави. Јас сум бил на 5 проекта и со тоа сум многу задоволен, бидејќи исто додека стекнуваш знаење, можеш да го шеташ светот, да се запознаваш со луѓе и тоа е нешто што е многу убаво во Саба што не го обезбедуваат другите училишта. Дали можеш да ми кажеш кој бил твојот најубав проект и зошто? Мојот најубав проект дефинитивно беше првиот кога бев во Романија во Буштени. Мислам дека тој беше најубав бидејќи ништо такво немам доживеано до тогај и јас бев уште мал 16 години кога стигнав на проектот. Имавме задача да бидеме со различни луѓе во соба, со различни држави во соба, да се спојуваме и тоа за мене нешто ново. Другите што беа на проектот беа по 24 години, да кажеме, просечно и јас уште како мал не знаев уште како да се вклопам, но у рок на 2-3 дена видов дека луѓето се многу поопуштени од што мислев и тоа ми направи некое ново искуство што никош го немам. Кристијан, што научи во Саба што нема никогаш да го заборавиш? Па ја мислам дека во Саба највеќе научи преку практичните искуства. Ја не сум човек што многу сака теорија и дека лесно учи преку теорија и шансата да дојме на пракси, на проекти ми на мене многу помогна бидејќи на тај начин повеќе знаење стекнувам. И кој момент од Саба ти оставил најголем впечаток? Па мислам дека ги го знаете одговор по другите одговори, ама можам да кажам проектите што ми ги обезбедува. Ако збориме директно во Саба, праксите. Добро. И кој професор ти оставил најголем впечаток и зошто? Па ја мислам дека првите 2 години додека имав историја, професорот Трајче ми остави впечаток, бидејќи тој имаше некој посебен начин на предавање кој многу лесно да го разбереш и уствари да го самиот човек да го слушаш. Иако не сум некој што е историчар, нити го учам моментално тоа, самото предавање ми беше интересно. Мислам дека сите се согласуваме со тоа. Следни гости се Бети и Ева. Кажете ми, кој е вашиот најголем сон во моментот? Најголем сон во моментот ми е да положам матура и потоа да се запишам на факултет, каде што планирам да продолжам со понатамошното изучување на графичкиот дизајн и информатиката. Ева? Мојот најголем сон е исто да се запишам на факултет, каде што пред се да се изградам како личност и Што научивте во Саба што никогаш нема да го заборавите? Научив како да бидам по-одговорна личност и по-организирана на многу помлади години со сите патувања, одење на разни активности, проекти, работилници, каде што не вредеше само благодарницата или дипломата која што ќе ја добиевме, туку и самото искуство. Во Саба научив многу нешта, стекнав многу искуства, но никош нема да ги заборавам пријателствата што ги стекнавме преку разните проекти, преку проектите во Саба и слично. Кој совет би им го даде на идните генерации во Саба? На идните генерации во Саба и кажала да се активираат најмногу што можат, бидејќи секое патување носи нови знаења и нови искуства и никогаш да не прекинат да патуваат и да учат нови работи преку проекти, не само преку теорија.
Јас на овите генерации би им кажала дека со Саба дефинитивно ќе го направат вистинскиот избор и нема да грешат. Како Саба ве подготви за животот понатаму? Саба ме подготви искрено премногу, покрај различните предмети во струката, која што ја изучувам и смерот, ме подготви и многу повеќе со разните обуки, како што кажав, и не подготви така што знаеме моментално како да се изразуваме многу полесно, без да имаме трема, и како да се однесуваме на многу проекти, како да работиме во тимска работа и како полесно да се подготвиме за факултет и за во иднина. Дали повеќе научивте од успесите или од грешките? Покрај сите успеси мислам дека научив највеќе од грешките. Со учењето овде во Саба стекнав повеќе самодоверба и по сите патувања, одење на разни проекти и обуки, мислам дека стекнав многу повеќе знаења и ќе знам како да се справам и понатаму и без да ги правам истите грешки. Дефинитивно од грешките, поради тоа што за секој успех стојат многу грешки, многу успеси, но со грешките се гради многу повеќе самодоверба. Што би кажале на себе си кога бевте прва година? Верувај во себе и продолжи така како што започна, затоа што не се каам за никој момент поминат овде во Саба и за никоја одлука донесена. Не се откажувај, си го направил вистинскиот избор. Кој професор ви оставил најголем впечаток и зошто? Искрено, јас не можам да изберам еден професор, но сакам да кажам дека сите професори овде се прекрасни професори кои што ни обрнуваат толку многу внимание и не спремаат за нашите идни предизвици и ми е мило што не тераат да одиме напред со нашата идна професија и со нашиот живот. Исто така не можам да изберам професор, сите се посебни на свој начин, сите се посветени во својата работа и сите ни обрнуваат внимание. И следен гостин е Андреј. Андреј, кажи ми дали повеќе научи од успесите во Саба или од грешките? Научив повеќе од грешките, бидејќи грешките гледам што грешам и за следен пат ако го правам истото да гледам да не го погрешам на истиот начин. И гледав да се подобрувам и да не ги повторувам истите. Добро. Кажи ми кој професор ти оставил најголем впечаток и зошто? Сите професори ми оставија многу добар впечаток, бидејќи сите беа посветени највеќе што може. Ни дадоа највеќе прилики да научиме, не праша кога не ни беше јасно, ни разјасни повеќе, можем да кажем сите, нема точно. Добро. Кажи ми кој предмет најмногу ти го смени начинот на размислување? Фотошоп и илустратор, бидејќи јас сум заинтересиран во дизајнот и ме натера да размислувам повеќе. Ако твојот живот во Саба беше филм, како би се викал и што ќе беше главната порака? Филмот би се викал Патот до себе, а главната порака би била дали искусно, добро или лошо, тоа те гради и каква личност ќе видиш. Андреј, што те прави поразличен од другите? Ме прави мојот начин на размислување и тоа што секогаш се трудам да напредувам, да се задоволувам со да не сум просечен, да идам подобро. Саба подкаст Со Нела и со Елена, ти си седен!